Среда 20 часот ви носиме ново продолжение од затворот во Прилеп. Овој пат дознавате како со шема се измамени стотици фирми од лице кое што се наоѓа за трешетки. Најпознатиот измамник од Идризово, а кој сега издржува казна во Прилеп, кој имате во претрес. Која била шемата и каде завршувале стотиците илјади евра? Во име на Гемак се порачуваа градежни материјали, чуда се правеа куќи, вили на осудени лица и на командири од затворот Идризово. Имаше лаптоп и канцеларија, каде што командирите немаа пристап. Соба. Немаа пристап да влезат. Не смеа, знаат, од толку се работи. Пред камерата на претрес покажа дека контактирал со началници, политичари, но и со обвинители, каде што сакал да пријави дека е принуден да го прави ова. И му објаснувам пак, не можам на вистина повеќе, неподносливо е да мораш секој ден за некој да вршиш кривични дела. Ве молам. Тренерот по џудо од Прилеп осуден на 20 години робија поради облјуба на малолетнички, зборува во претрес. Вели не се чувствува како педофил. Тој зборува едно, документите зборуваат друго. Се чувствувате ли како педофил? Не. И покрај сето она што беше пласирано во јавноста, и покрај сите искази, и покрај тоа што има деца оштетени? Оштетени деца. Не беа никој оштетени. Од моја страна. Од чија биле? Оштетени беа од јавноста. Не пропуштајте претрес од 20 часот на YouTube каналот Прва ТВМК.